Деленски наставник во Основното училиште Вера Јоцик, Скопје. За денес ја имаме наставната единица множење како опишување на низа од броеви. Што е она што треба ние денес да научиме? Да го разбираме множењето како собирање на исти собироци и да го користиме знакот за множење, односно по, и да ги разбереме множењето како опишување на низа од броеви. Што ни е потребен материјал денес за работа? Потребна ви е тетрадка во која што ќе пишувате, потребен ви е учебникот Математика дел број 2, потребно ви е моливче и гумичка и боички. Марко за роден ден добил 3 рипчиња од својата баба. Потоа на вратата се појавил и кумот кој донел уште 3 рипчиња. За малку подоцна на роден денот, војко му да му донесе уште 3 рипчиња. Марко беше пресреќен бидејќи имаше 3 аквариуми со по 3 исти рипчиња. Ајде да се обидеме на Марко да му помогнеме да собере колку рипчиња има. Во едниот аквариум Марко имал 3 рипчиња. Во вториот аквариум исто така добил уште 3, тоа се 6 рипчиња. Во третиот аквариум добил уште 3 рипчиња, тоа се вкупно 9 рипчиња. Но бидејќи Марко е веќе второ оделение, тој размислува како да ја представи задачата поинаку. Ајде да му помогнеме на Марко. Овие 3 исти собирока можеме да ги представиме како? На 3 места по 3 рипчиња ни е еднакво на 9 рипчиња. Што представува првиот број 3? Првиот број 3 представува множител. Вториот број е исто така множител, додека она што го доби Марко како еден цел број, односно вкупниот број на рипчиња, ни представува производ. Да ги разгледаме следните броеви и изрази. Имаме на едно место 3 жолти топчиња, тоа значи дека треба да запишете во своите тетрадки дека 1 по 3 е еднакво на 3. Доколку имаме на едно место 3 сини топчиња, но и на уште едно место 3 жолти топчиња, тогаш ова можеме да го представиме како 3 плюс 3 дека е еднакво на 6, но можеме и да го представиме како на 2 места од 3 дека ни се 6. Ако имаме на едно место 3 топчиња, уште 3 и уште 3, овде веќе имаме на 3 места по 3 топчиња. Значи, собираме 3 плюс 3 плюс 3 дека е еднакво на 9. Но рековме дека ова можеме да го запишеме како на 3 места по 3 топчиња, односно дека е 9. Доколку имаме на 4 места по 3 топчиња, тогаш представуваме 4 собирока, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 дека е 12, или запишуваме на 4 места по 3 топчиња, тоа ни е еднакво на 12 топчиња. Доколку пак имаме на 5 места по 3 топчиња, тогаш представуваме 5 собирока по 3. Имаме на едно место, на 2, на 3, на 4, на 5 места имаме по 3 собирока. Тоа значи кога ќе ги изброиме сите овие имаме 15. Или запишуваме дека 5 по 3 ни е еднакво на 15. Доколку имаме на 6 места по 3 топчиња, тогаш запишуваме дека тоа е 6 по 3, дека тоа е 18.
На 7 места по 3 топчиња, тоа ни е 21. На 8 места по 3 топчиња, тоа ни е 24. И на 9 места по 3 топчиња, собрани заедно или помножени 9 по 3, тоа ни е бројот 27. Летото одамна заврши, но Марко, Милена и Маја беа на патување. Тие беа пресреќни. Наеднаш брановите донесоа уште еден брод во кој што имаше уште 3 деца. И тие беа пресреќни бидејќи се сретнаа на средина од морето. Ајде да видиме како ќе го представиме ова со множење. Имаме на 2 места, односно во 2 брода по 3 деца, тоа значи дека имаме вкупно 6 деца. Ајде да ги преброиме. 1, 2, 3. Во првиот брод, 1, 2, 3. Во вториот брод. Тоа значи дека во 2 брода по 3 деца ни се вкупно 6 деца. Ајде да видиме како би броеле нанапред по 3. Доколку не можете сами, тогаш земете ја табелата 100 и ќе можете да си помогнете. Најпрви е бројот 3, потоа е бројот 6 плюс 3 е 6, плюс 3 е 9, потоа ако додадем уште 3 е 12, па 15, па 18, па 21, 24, 27 и 30. Значи, доколку сакаме да броиме по 3 нанапред, броиме 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и 30. За домашна задача имате во дел број 2, страна 43, да се обидете да ги решите задачите. Пријатна работа, ученици!